класичниот православниот христијански аскетски пат означува. Тој пат означува потполна предаденост, потполна љубов, потполно живење за оној кој што е возлюбен. Тој пат кој што е патот на светителите, патот на сите свети на Светата Црква Божја. И тој пат понекогаш за окото на овој свет и веќе изгледа неразумен, изгледа необичен, изгледа бесмислен. Изгледа бесмислен заради тоа што тој пат на љубовта нема своје оправдание, нема своја надворешна смисла надвор од себе си. Да се стои покрај нозете Христов и да се слуша Неговиот глас, да се насладуваме со Неговиот глас. Дури тогаш кога имаме и друга работа. Дури тогаш кога ќе бидеме пополезни и покорисни. Дури тогаш кога можеби и ќе не осудат заради тоа, ние ќе седиме покрај нозете Христови и ќе го слушаме Неговиот глас и ќе се насладуваме со Неговите зборови. Бидејќи тоа е смислата на Царството Божие, тоа е предвкусувањето на Царството Божие кое што светителите и црквата низ вековите го доживувала, го антиципирала, го предвкусувала тоа Царство Божие на еден ваков начин, кој што за оние кои што се движат само од разумот, само од практичноста, само од она што ни се гледа полезно во овој свети век, изгледа понекогаш бесмислено. Но тоа е, повторно ќе кажам, профилот на православниот свет. Во оваа беседа би се осврнал на еден настан кој што ги одбележи изминативе седмици во нашиот град, во наше Скопје. Настанот е одбележувањето на споменот на Тереза од Калкута, која што беше канонизирана за римокатоличка светителка пред некое време. Да го споредиме незиниот профил со профилот на православниот светител, бидејќи сметам дека тоа е нешто нужно и потребно. Нужно и потребно заради тоа што толку често во медиумите незиното име беше спомнувано како светителка, што никаде не се каже дека таа не е православна светителка. Дека таа е сепак светителка на римокатоличката црква. И ова што го кажувам и што ќе го кажам не е со омаловажување на неправославните римокатолици кои што живеат и во нашиот град, и во нашата земја, и во целиот свет. Тоа не е омаловажување, тоа е потреба, насушна потреба за чесен однос со нашите ближни, со луѓето околу нас кои што живеат. Да се оцрта границата, да се каже ние сме тоа што сме, а вие сте нешто друго, секој. Значи, тука не зборувам за некакво омаловажување или некакво обезвреднување на ликот на канонизираната пред помалку од 2 седмици Тереза од Калкута. Туку зборувам за тоа дека ние како православни треба да знаеме што е православно, а што не е православно. Профилот на Тереза од Калкута наликува многу повеќе на профилот на Марта. Гледано во незината идеализирана представа, како што таа вообичаено се представува. Како жена која што се грижала за сиромашните, која што цело време се грижала за оние кои што имале една или друга потреба, трчала по домот да го суреди, да биде среден, да биде напад. Хубаво, ние може да речеме од нашата православна гледна точка, таа била една жена која што помага, жена која што направила многу нешто, која што верувала во нејзината религија, ја следела нејзината религија. Но немаме оправдание како православни да кажеме дека таа е светителка во смисла дека таа е и наша светителка. Заради тоа што православниот одраз на светител е содржан во некој друг, содржан во ликот на Марија, која што седала покрај нозете Исусов. И не случајно го имаме тоа совпаѓање во името на Марија, која што седала покрај нозете Исусов, и Марија, мајката Божја, која што безпоговорно ја следува волјата Божја. Истата таа Марија, мајка Божја, која што рекла Господи, нека ми биде според Твојата воља. Таа е покровителката на нашиот град. Таа е покровителката на нашето Скопје. А не како што слушнавме во медиумите и изјавите дека Скопје конечно се
Светата Мајка Божја. Тоа е Пресвета Богородица. Она зашто на што се однесува оваа беседа е да се спознаеме себе си, да се спознаеме својата вера, да спознаеме својата вредност, да спознаеме својата сила која што е во Христа, која што во молитвата на Мајката Божја, која што е во молитвата на безмолвната молитва на Марија што седела покрај нозете Исусот и се насладувала од Христовото Слово. Тоа се образите на кои што ние треба да се уподобуваме. Молитвено, литургиски, со смирение кој нашите ближни, кои што се поинакви од нас, но не да се асимилираме во нашите ближни кои што се поинакви од нас. Со љубов да пристапиме кон различни, но категорично да пристапиме кон собствениот идентитет и кон тоа што сме ние сами. Ние сме православни христијани. Денес го празнуваме празникот на нашиот град. И секој празнување на Пресвета Богородица е празнување на нашиот град Скопје, чија што заштитничка е токму Мајката Божја. И сите неброени светители кои што врвеле по нејзиниот пат, кои што ја прославуваат, кои што ја воспевале, кои што ја љубеле неја со сето своје срце и нејзиниот син, со сето своје срце, и Бог Троица со сето своје срце. Тие се оние кои што треба да ги следиме безпоговорно, на истиот начин на кој што и тие го следвале Христа и неговата Мајка.